Сега веќе време за Сузе и незината гостинка Билјана. А ке зборуваат за така наречената хормонална јога. Едва чекам да слушнам, мои дами. Морам да ви кажам добро утро до двете и повелете. Добро утро, Искра, ти благодарам. Добро утро и до тебе и до гледачите. Добро утро и до нашата гостинка, која е чест нас гостин кога зборуваме за алтернативни начини или за духовни практики како ние да си помогнеме себе си во дадени периоди од животот, да знаеме да си пружиме само помош и повторно и овој наш разговор го посветуваме на дамите, на жените, ако веќе го заокруживме женскиот месец, влегуваме во април месец, но тоа не значи дека нема да ги отвараме повторно темите. Биби, добро утро. Добро утро, фала се за поканата. Да, хормонална терапевтска јога. Практикувањето на оваа јога, велите вие сертифицираните за оваа дејност, дека влијае на минимум 7 хормони во телото на жената, така нели? Така е, така е. Хормоналната јога е специфична јога, таа е дизајнирана од еден склоп на асани, луѓето кои што практикуваат јога знаат дека јогата се состои од тие позиции на телото асани, меѓутоа тука се вклучени енергетски пранајами кои што се најчесто земени од тибетанците и од будистичките духовни практики. Исто така има визуализација јога нидра и има циркулација на енергијата која што е специфична за овој тип на јога. Значи се разликува од редовната јога и баш е наменски за да можеме на природен начин, холистички пристап, да го достигнеме оној баланс, односно рамнотежа на хормоните на ендокриниот систем во телото. Так, за кои жени, за жени од која возраст е најмногу полезна и најмногу пријателски настроена хормоналната јога? Хормоналната јога можеме да кажеме дека од добивањето на менструалниот циклус па се до после менопаузата. Значи, со добивањето на менструалниот циклус се соочуваат младите девојки со редовна, нередовна, болна менструација, ПМС, потоа имаме, се почнуваат појава на кожата, несоница, анксиозност, неспиење и така натаму, до менопауза, кога ќе се јават тие топло-ладни бранови, можеби поправање, односно покачување на телесната тежина во горниот дел од телото, проблеми со тироидата, остеопороза и така натаму, или тенка коса, кршливи ногти, се тоа знак дека доаѓа дисбаланс во телото на хормоните на жената. Така е. Ова, кога ќе го слушнам ова од добивањето на менструалниот циклус, некако тоа ми звучи како цел живот, бидејќи ние во оваа доба животна, јас дури и не се сеќавам тоа кога се случило. Се случило многу одамна, но едно што знам од моето искуство со јогата е дека макар и да не е хормонална јога, да е онаа класична јога, дури и тоа ќе ни биде еден огромен бенефит ако се охрабриме и пробаме да влеземе во таа приказна, бидејќи најклучниот тука чекор е да се охрабриме да влеземе, затоа што многу луѓе сметаат дека ова не е за мене. Јас сум премногу темпераментна за да можам да бидам дел од таа приказна со јогата и секогаш го одлагаат, односно го игнорираат моментот јога. Затоа што јогата всушност не треба да се гледа како некој спорт. Најчесто го споредуваме со спортови, јогата воопшто не е спорт, туку е еден стил на живење, како да го наречеме, бидејќи јогата не делува само на нашето физичко тело, мада и спортот е така. Делува и на духот, и ментално, нели, на умот. И сите тие сегменти кои ќе ги земеме на нашето ниво на постоење, на повеќе ниво на постоење, автоматски ја добиваме оној комплетен бенефит за целото наше тело. Во хормоналната јога најчесто пристапот е таков да се делува на, сега ќе кажам, на вегетативниот нервен систем, оно што е автоматски. Значи, оној дел од вегетативниот нервен систем кој што ние немаме контрола. Значи,
оној кој што е одговорен за работата на органите и жлезите во нашето тело. Значи, тоа се сите витални органи и сите жлезди, значи, кои што нашето тело постојано тој вегетативен нервен систем работи, односно тој дел на парасимпатикус. Симпатикус е одговорен за сите оние дразби кои ги примаме однадвор, кога е топло, кога е ладно, нели, или се облекуваме или се сооблекуваме, додека парасимпатикусниот дел е оној кој што е одговорен за работата на овие жлезди и органи. Сега, тој постојано работи, но ние немаме начин како да му помогнеме на овој дел на нервниот систем. Затоа, во ваков тип на техники и методи, успеваме барем на еден одреден начин да му помогнеме на телото, односно на тој дел од невегетативниот нервен систем, да може барем да му олесниме неговата работа. Бидејќи тоа се клучни функции кои што се одвиваат во нашето тело, а без негова помош ние навистина веднаш се појавува прво тој дисбаланс, па потоа ако потрае подолго, потоа се јавуваат и болести и преминуваат хронични, делуваат, нели, како што ги набројавме, тоа се мал број на симптоми и расположение и сето тоа едноставно влие на комплетното целосно наше здравје. Да. Кај жената како една сложена фигура се случуваат милиони нешта на хормонално ниво. Што се случува кај мажите? И кај мажите исто се случува, значи покрај морам да напомнам дека основач на оваа јога е една прекрасна дама која се уште е жива, има 97 години од Бразил, Дина Родригес. Таа има формирано освен хормонална јога за жени, има и за мажи во андропауза и за диабетичари. Бидејќи тоа е тесно поврзано. Меѓутоа морам да признам дека кај нас на Балканот малку поретко мажите може би да признаат дека и они имаат некој проблем со хормоните, па така да оваа јога не е толку популарна на нашите простори. Ние жените некако сме поотворени да си кажеме кога се соочуваме со некој проблем и отворено можеме да говориме, нели, и бараме помош секако, нели? Но тоа е, земено баш од таа причина, затоа што ние такво поднебието и мислам дека тоа е друга тема на разговор. Да, имате право, навистина во Македонија, па и во овој дел од светот, ретко ќе сретнете мажи кои што ја практикуваат јогата и ја прифатиле како начин на живење, иако и ги има чест на тие исклучоци кои што ги има и навистина е вака радост кога ќе сретнеш по некој таков дијамант во женското друштво. Така. Колку време е неопходно да се практикува јогата, да се применуваат овие терапевтски хормонални сеанси кои што на жената навистина може да ја бидат голема придобивка, да речеме еднаш до 2 пати во неделата или почесто? Минимум да се практикува 2 пати неделно, барем 4 месеци, како секој холистички пристап бара малку подолго време. Значи, после 4 месеци практикување 2 пати неделно доведува до првите показатели, односно дали се работи за намалување или пак за комплетно исчезнување на симптомите, бидејќи овој тип на јога веќе е и научно признат и докажан, направен е во согласно со еден тим на ендокринолози, гинеколози и кардиолози, заедно ова дама од Бразил, која што и самата е психолог и филозоф по професија, значи и долгогодишен учител по јога и светски признат член на Светската асоциација на јога учители, така да целото нејзино искуство долгогодишно соочувајќи се со жените, гледајќи го нивниот начин како тие се во текот на практикувањето се соочуваат со овие проблеми, дошла до идеја да ги искористи сите нејзини претходни знаења и едноставно да ги имплементира во еден тип на јога, и можам да кажам дека е научно призната метода, бидејќи навистина и резултатите се веќе научно признаени. Бидејќи имаме кај млади девојки од полицистични јајници, освен тие нередовни менструации, потоа проблеми со бременост и така натаму. И сето ова може да помогне. Значи не исклучуваме нашата медицина, но сето ова може како дополнителна метода да помогне
на сите тие проблеми за да се решат, да се надминат. Едноставно, рековме, не работиме само на физичкото тело, многу е важно во тие моменти да остане и умот и духот, значи во една позитивна состојба, да бидеме отворени, да бидеме опуштени и едноставно со самото прифаќање на некоја работа која што ни се случува во животот, автоматски ние можеме да речеме дека половина сме го решиле проблемот. Се додека го држиме во позиција на одбрана, нели, зошто ми се случува, како ми се случува и така натаму, автоматски не даваме простор нештото да го решиме. Да. Предпоставувам дека тука многу голем бенефит би имале и трудниците, нели? Секако. Да, во минатото кога беше едно сосема поинакво секојдневие на македонската жена, на жените воопшто, пред да се појави интернетот, пред да се појават паметните телефони, пред да бидеме сите заробени со тоа кај ни е телефонот, па дали имам полнач, па дали имам батерија, па дали имам интернет. И во тоа минато време жените, зборувам и во поселските средини, можеби во градските, ама повеќе во селските средини, ткаеле, везеле, плетеле. И тоа било една своевидна јога на умот, така нели? Тогаш луѓето немале толку стрес, немале толку причини да бидат немирни, да бидат неспокојни, да бидат едноставно постојано под притисок. Ние денеска првата работа која ја правиме кога отвараме очи, гледаме во нашиот телефон, не баре се мора така, но ете тоа ни е станата некоја така лоша навика да во истиот момент можеш да бидеш бомбардиран со најнегативните вести и веднаш да имаш највисоко ниво на стрес, кое што после тоа тешко ќе го средиш во текот на денот. Какви се препораките од вас, јогините, за овие лоши навики кои што ги донесе модерниот начин на живење? И може ли човек да, иако знаеме дека нема назад, така сите сме свесни дека од ова нема назад, но како еве да се ставиме себе си во ред, да почнеме ние да менаџираме добро со стресот? Го напомнав на почетокот вегетативниот нервен систем, односно тој парасимпатикус во телото, кој што е одговорен буквално за целата наша работа на органите и жлездите. Тука би го спомнала нервот вагус, кој што е 10-тиот нерв, тој е краниален нерв, кој што е најдолгиот и најважниот нерв во нашето тело. Значи, буквално излегува од продолжениот мозок и се распространува низ целото тело. Го викаат уште скитник, бидејќи на секаде се распространува. И ако овој нерв има 5 влакна, кои што 4 влакна носат информации од органите до мозокот, а само едно влакно носи обратно, од мозокот до органите. Зошто го напомнувам? Затоа што многу е важно, например, желудникот што ќе каже, дава информација на мозокот, така ни е и расположението, и емоциите и мислите. Значи, многу е важно како ќе се чувствуваме, односно директно врзано од состојбата на нашите органи. Сега, тој нерв многу е важен во телото, си има еден тоналитет како секој еден мускул. Мислам, ова не е мускул, него како мускулите за споредба, но ако попушти тоналитетот на овој, автоматски почнува да се појавуваат дисфункции на голем број органи. Освен виталните органи кои што ги опфаќа овој, значи дишењето, говорот, работата на срцето, работата на дигестивниот тракт, бубрезите и така натаму, значи сите ситни функции се поврзани со овој нерв. Природно, со престој, со медитација, со релаксација, со практикување на може и спортски активности, но и јога. Потоа тука е пеењето, поготово духовни песни кои што се практикуваат во нашите црковни храмови, мантрите, смеењето кое што сме го заборавиле, и тоа итекако помага да се врати на природен начин тоналитетот на нервус вагус. А се што делува спротивно на тоа, тоа е пред се нашите лоши навики,
во исхраната, кога јадеме, например, нездрава храна, што ја нарекуваме мрсна, многу зачинета храна, практикуваме користење на алкохол, цигари, тешки метали како што се жива, бакар, но и во поново време морам да кажам ботоксот кој што се многу често се применува сега кај младите луѓе. Ботоксот е тој кој што го буквално го прекинува, тој го блокира ацетилхолинот кој што е еден неуротрансмитер од крајот на нервното влакно на нервус вагус до да ја прекине информацијата до органот или ткивото, жлездата, клетката од каде што ја прима таа информација. И кога ја прекинуваме информацијата, автоматски немаме ние комплетна слика, односно нашиот мозок нема комплетна слика за да може да реагира навремено и самото тело кој што си го има својот одбранен механизам да почне да реагира и да го постигне сето тоа. Значи еден куп пречки сами си поставуваме на патот во ова модерно живење. Но и сами можеме да си помогнеме. Така е. Во кои денови се практикува хормоналната јога и како може да не искомуницираат сите оние кои сакаат да пробаат да се приклучат? Ние сме во центарот на Art of Living кој се наоѓа во Дебармало. Практикуваме вторник и четврток во 19 часот. Тоа е по 1 час практика. Значи тоа е 1 час би изгледало начин на практикување асани, техники за дишење и медитација. И овие вежби во главном се повторуваат бидејќи се работи, рековме, како вид на терапевски начин пристап на јога. Минимални финеси правиме и промени, меѓутоа имаме навистина големи резултати кај луѓе кои што имаат веќе хормонален дисбаланс. Но секако не е пречка и на луѓе кои што се здрави да го практикуваат, бидејќи ја сама кога навлегов во овој тип на јога, ја завршив во Италија, во Милано, во една прекрасна учителка од Милано, која што немав никаков здравствен проблем, но едноставно како дојде мојата менопауза, едноставно како се вика, ја дочекав на нозе, спремна, без никаков проблем. Па тоа е и поентата, да влеземе здрави и да останеме здрави, а не да го правиме тоа како последица на нешто што веќе се случило. Во многу развиени земји јогата се практикува како е дел од вметната е во работното време на многу компании, кога има 1 час или половина час време за јога. Има ли кај нас некакви услови или изгледи да во догледно време биде вметната јогата и дали има расположение за такво нешто? Јас мислам дека вака помладите тимови веќе бидејќи се едуцираат доста на страна, надвор, ги гледаат тие бенефити и сведоци се за тие работи и се отворени за таков тип на соработки, но се уште некои, да речеме, големи отвореност за тој тип на, да речеме, додатни активности во компаниите се уште не се применливи. Но секако постои секогаш начин. А морам да кажам дека нашето тело секојдневно прави јога. Ние на несвесно ниво, начинот кога дишеме и практикуваме, особено длабокото дишење, кој ќе се најдеме во ситуација да си олестиме, тогаш вдишуваме, издишуваме тешко и тоа е јога. Значи, самото наше тело го бара тоа и треба почесто да си го слушаме телото и подолго да го применуваме тоа длабоко вдишување и издишување, бидејќи и тоа е еден од клучниот момент да го одржиме нашето здравје. Значи, начинот на дишење. Да, секој еден кој што го слуша своето тело, ги припознава знаците кои ни ги праќа, може и ако сака да навлезе, треба само едно маче да заследиме, нели, да имаме едно домашно маче или улично маче кое често го среќаваме и да видиме какви пози прават мачките и се ќе ни биде јасно околу јогата. Искра, што се однесува до јогата, знам дека не е ова од темите кои што нема сега кога ве слушам се реков не, морам да почнам јас со ова, ама некако сум слаб карактер. Јас предлагам помеѓу утринската и збор по збор да направиме некогаш една проба, па да видиме како тоа ќе делува, можеби и нас ќе ни го прочисти стресот кој си го акумулираме од овде онде, од секаде. Не, кој ние да имаме стрес? Не, Сузе. Ние не реагираме. Никако. Многу ви благодарам и на двете на овој разговор и на оваа смиреност и спокој што имате во секој случај. Предпоставувам делумно, ако не и целосно од јогата, така? 100%. Така е.